Винг Чун е духовна и физичка дисциплина која се создала пред 300 години во манастирот Шаолин, или домот на сите боречки вештини во Кина. Во времето на династијата Чинг, или период кога владетелите спроведувале бројни неправедни закони, како врзување на стапалата на младите девојки со цел да бидат физички зависни од своите партнери, вежбањето кунг-фу како национален спорт било забрането за обичниот народ. Единствено прибежиште за угнетената раса бил манастирот Шаолин, каде тајно изучувале боречки вештини. За побрзо да ги совладаат техниките, биле ангажирани 5 мајстори. Откако манастирот бил запален, единствената преживеана од 5 мајстори била калугерката по име Нагамуи. Таа своето знаење го пренела на една девојка сирак, ја нарекла Винг Чун или вечна пролет, па оттаму оваа вештина се нарекува така. Благодарение на големите мајстори, како Сифу Мирослав Тодоровски, оваа древна вештина може да се изучува и кај нас. Алфа телевизија беше во посета на скопскиот Винг Чун кунг-фу клуб Вечна пролет. Ние вежбаме на конкретна вештина, техника, наречена стил, наречен Винг Чун кунг-фу. За мене моментално представува целиот мој живот и целите мои стремежи и соништа. Што значи да се биде Сифу? Па тоа е многу интересно прашање, затоа што ова Сифу во дословен превод значи и татко, затоа што некогаш овие биле и фамилиарни системи, се вежбале внатре во фамилијата и секој што ќе влезе да вежба станува практички член од фамилијата. И некако тоа е од традицијата, значи практички од кинеската традиција, меѓутоа некако кај нас веќе представува тоа символ на инструктор, тренер и така натаму. И тоа јас си го задржав некако тоа со таткоството, многу ми се допадна, така да сакам и да малце да бидам како на своите вежбачи, како татко и барем како припомош некаква и во животот, не само во вештината. Оваа техника се менува низ годините. Од 1986 е во ваши раце, да речам, од тогаш се запознавате и се заљубувате во оваа техника. Колку од тогаш наваму се променети нешто? Па, тоа е многу интересно прашање, затоа што навистина многу работи се променети. Тогаш во 80-тите години беше многу популарни, беа многу популарни кунг-фу филмчињата, поготово Брус Ли и така натаму. И на кинезите и на поготово вежбачите на кунг-фу им се припишува магични, скоро суперменски карактеристики. Меѓутоа, сега во позадина секогаш се гледаше дека има нешто многу повеќе, нешто многу подлабоко. Така да и после како ги запознававме, како и ја ги запознав вештината, ги откривавме тие работи. Многу интересно, например, во 90-тите се појави така наречениот ММА или Mixed Martial Art и со тие UFC такмичење така натаму, каде што па све се премногу префрли на самоодбраната и на борбата. И требаше и тоа да се следи и да се прати. Меѓутоа, па од друга страна сега настанува еден друг бранд после 2000-тите, каде што веќе се доаѓа, се урамнотежува малце сето тоа, затоа што премногу отиде во една огнена варијанта, премногу самоодбрана, премногу борба, а луѓето сакаа малце и задоволство, здравје и среќа. На дрвена кукла, како една од клучните елементи за вежбање, се учат техники за самоодбрана. Вежби кои се практикуваат на почетокот, но и во текот на усовршувањето. Потезите на оваа дисциплина ги поврзуваат со движењата на некои животни. Тоа е многу интересно исто така, доста е врзано за кунг-футо воопшто, значи за кинеските бородачки вештини, да по некоја имитација на животни или не мора да биде само да речем имитација, него може да биде инспирација, да речем одреден тип, значи во пристапот на работите да се инспирираат да прават одредена техника, затоа што целта била секогаш во кунг-фу стиловите низ вековите, секогаш била да име стремењето кон перфекционизмот. И сега да речеме кај нас доста е инспирирано така наречениот Бела Чапија и од змијскиот удар, мада се појавуваат змијските техники. И ако се појавуваат, например, техники како што јавање на конјот и така натаму, каде што, да речеме, во ставот и така натаму, каде што се гледа преценивните карактеристики на одредени овакво позиции и така натаму. Еве, например, да речеме, кога ќе направиме тоа така бонсао и го викаме крило раке, сега така се изведува некако како да мафта со крилата на чапјата. Потоа имаме, да речеме,
змиски удари со прстите, да кажеме, каде што сега како се имитира овакво главата на змијата или угризот или забодот на змијата и така натаму. Во борбите се користат различни оружја, но може и со голи раце. Доста кратко се употребуваат тие кратки пеперуга, така наречени саби, пошто потсега е пак животно, да речеме животинскиот свет, пак зашто потсеќа на летот на пеперутката. Потоа исто се користи и долгиот стап или символично наречен змаев стап, кој исто така е повеќе како стап, зашто во тој период било забрането вежбање на кунг-футо и носење на оружје. Се овие се снаоѓале мачевите, односно сабите ги криеле, стаповите веќе не е оружје, него е за припомош и така натаму. Значи тие не се традиционалните. Значи покрај тоа што има рекреативно движење, оваа вештина имаш цел да направиш и спортска дисциплина. Да. Што значи тоа што значи? Значи дека во ова значи се вежба и е прикажувана и организацијата е како вештина. И јас се напатив на иницирав една идеја за спортски облик со помош на своите колеги и тоа значи дека има и меѓународен карактер? Да. Значи си идеме натаму да има и меѓународен карактер и тоа што значи? Значи дека го крстиме комплет Wing Chun комбат, значи комплетна Wing Chun борба, каде што се тук и каде што се представени сите елементи на Wing Chun во самоодбраната. Тоа е самајавиот став, али овој пат во спортски облик, значи со заштитна опрема, заштитен став и така натаму, каде што се бодува погодоците, каде што се запира после погодокот и така натаму, и каде што се појавуваат дури некои типови тактики на спортски техники. Веќе направени се 5 турнири, сега во мај го очекуваме во околу 10 мај ќе правиме и 6-тиот турнир. Во главном се состои од 3 рунди, тоа значи борба по минута време, борба со стаповите, после борба со мачевите, кај што ќе ги видиме инсертите, со мачевите на бодување и после борба со голи раце, али овој пат специфична, користејќи специфичната Wing Chun техника пред. Во склоп на оваа техника припаѓа и јако пресурада. На тој начин се вежбаат внатрешните органи. Меридијаните ги викаме дека се надворешна врска со внатрешните органи, ги носат и нивните имиња, меѓутоа покрај тоа што ни служи за внатрешните органи, и затоа тој го викаме внатрешен кунг-фу или чи-кунг, каде што ги вежбаме и внатрешните органи, значи ги прокрвуваме и ја носиме енергијата кај нив. Меѓутоа, доста често можеме преку нив доста и да помогнеме. Например, сега ќе дадем еден пример ако во обичаените тегоби кај луѓето секојдневни се затегнати раменици, да речеме и вратоболки, што доста често води према главоболки. Не смее да се заборави и спортската масажа. Масажата е многу добра и многу интересна како се користи во редовно. Што се мисли редовно, поготово за луѓето доста луѓе вежбат рекреативно, што е одлично. Разни техники, разни вештини, разни дисциплини, меѓутоа малку се забораваат на нивното опуштање. Затоа сега ја почнав да препорачувам, значи не само да биде како лечење, како терапија, него да се биде и како одржување, пошто вежбањето и масажата пептени заедно, поготово опуштачкиот и овакво окрепнувачкиот дел, затоа што му дава квалитетна
квалитет повеќе на самото вежбање. Тодоровски вели дека македонците сакаат боречки вештини, но со оглед на тоа дека жена е основач на оваа дисциплина, го прашавме колкав е интересот кај понешниот пол. Сакаме уште нема до крај на жена велемајсторка да речеме. И тоа би било многу интересно затоа што ја лично би сакал да видам како и од женска страна, не сега да глумиме жена, него баш од женска страна како би скроз би пришло на сето тоа. И тоа сето тоа женско што се мисли тука сега повеќе во некоја интуитивност, во некоја снаодливост и во некоја права проценка на ситуацијата. Неговата желба е интересот за оваа дисциплина да се расшири уште повеќе. Ја би сакал да се расшири вештината што е можно повеќе, да се расшири и тоа да биде на еден добар и правилен начин, инсистирајќи пред се на хармонијата. Да се формиравме една група, така наречена Wing Chuners, тоа е демонстрационна тајпа, која па ги спрема специјални точки за да ја презентира во најдобро светло вештината. И сега во последниве 3 години имаме многу убави резултати, не викат на разни настани каде што па и спортски и неспортски карактер, каде што на еден интересен начин се обидуваме со музика, со облека, со демонстрација, начин да се обидуваме да ме доближиме вештината, а и да го збогатиме и развеселиме, да речеме, самиот настан. Една од таа организација е ДФЦЦ или Drive for Colon Cancer Awareness, значи за борба за свесноста на преку возење на коли и организирање на разни манифестации, борба за свесноста на ракот на дебелото црево, покотово кај децата. Wing Chuners како поддржувачи на традиционалната хуманитарна акција, недела на хуманитарниот доручак, ги покануваат сите компании да се приклучат кон овој настан, кој ќе се одржува од 30 март до 4 април. Кога ќе стане очигледно дека не можеш да ја постигнеш целта. Не прилагодувај ја целта, туку прилагоди ги чакорите во твоето дејствување. Некаде некогаш запишал кинескиот филозоф Конфуције.